Почитувани, проектот Скопје 2014 и натаму се гради, а скандалите што го следат не стивнуваат како што се надеваше Груевски. Пред 2 дена премиерот Груевски отвори новата зграда на Министерството за надворешни работи, а според најавите наскоро ќе почне со реконструкција на зградата на владата. Според информациите на медиумите, зградата на МНР го чинела нашиот буџет 13,5 милиони евра, а дополнителни 2 милиони евра беа издвоени за скулптурите на фасадата. Ако се има предвид дека оваа зграда има 2 авторки, од кои едната е архитект, а другата скулптор, логично се претпостави дека дополнителните 2 милиони отишле за работата на скулпторката. Претпоставам дека не сте изненадени, името на авторката на скулптурите е Валентина Стефановска, најнаградуваниот автор на конкурсите за Скопје 2014 и омилен режимски уметник. Овој до неодавна уметнички анонимус за своето последно дело добила 2 милиони евра. И да подсетим, ова не е незиниот единствен хонорар. Ова авторка досега ги изработи следните капитални споменици во центарот на Скопје: фонтаната Вој на конј и придружните скулптури на площад Македонија, скулптурата на Филип II и придружните скулптури на площадот Карпошово востание, Триумфалната капија, летниковецот на площад Македонија, скулптурата на Филип II на площадот во Автокоманда и последното нејзино капитално дело, фасадата на зградата на МНР. Досега во јавноста не е објавен ниту еден официјален документ за незините хонорари. Таа самата тврди дека за Војнот на конј добила 650.000 евра. Дали ако за секој од 6 капитални објекти оваа скулпторка заработува помеѓу 650 и 2 милиони евра, таа денес е најбогатиот македонски уметник и еден од најбогатите македонци на денешнината. И откако го узурпира секој слободен квадрат во строгиот центар, власта се намерачи на постоечките капитални објекти во Скопје. Го шират Скопје 2014 надвор од границите кои што тие самите си ги поставија. Еден од најневеројатните примери е зградата на владата на Република Македонија, за која властодржците се нафрлија да го сменат ликот од корен. Минатата година ваквата најава предизвика револт и кај авторот на зградата Муличковски и кај стручната јавност која се згрози од намерата на власта да уништи едно од најзначајните обележја на нашиот град. Власта остана глува и на реакциите на стручната јавност. Можеби на таа зграда со оглед на старост е неопходна реставрација и потемелни зафати, но не со рушење на незината автентичност и со силеџиско наметнување на сосема друго решение. Тоа е варварски однос кон белезите на еден град и на една држава. И конечно да подсетиме дека уште од самиот негов почеток во 2010 година проектот беше непопуларен. Тогашните анкети покажува дека 57% од граѓаните не го одобруваат проектот, а 36% го поддржуваа. На последните истражувања дури 58% од граѓаните имаат негативно мислење за проектот, наспроти 23% кои имаат позитивно. Бројките кажуваат дека на се повеќе и повеќе граѓани им е смачено од ова расипничко трошење на Груевски на неговиот забеган мегаломански проект. Благодарам, поведете прашање. Како го коментирате гостувањето на секретарот на министер Рафов на покривот? Па јас, виде, таму има очигледна идеолошка забуна кај нашите властодржци. Тоа почна со скандалозното поставување на Симеон Радев, за кој што ние до сега не добивме одговор, и за тоа должат одговор. И ако ја видите целата таа плејада на скулптури, еден комплетен кит што се прави и од МНР и од целиот Скопје 2014, немаме друго објаснување освен дека за тој кит стои огромни пари, кои што ги кажав и во мојот прес, и огромен криминал кој што еден ден сега ќе биде откриен. Па неговата историска улога во некои историски читанки е контраверзна, согласувам. Ја не би навлегувал сега во идеолошко толкување на самиот Борица Рафов. Конечно имавме став и за тоа Алесандрови за сите овие, да кажеме, кукавички јајца подметнати од нашата актуелна власт. Така, јас и вчера дадов одговор. Вие не кажавте дека лидерот на ДП кажа дека постои технички договор, во првиот дел од одговорот, така да ние стоиме на тој технички договор. Како што кажав, сега сме во голема мерка
преоптеретени со организирањето на митингот. Ние стоиме на темата дека сме спремни да разговараме со ДПА за сите отворени прашања. Во овој момент ви кажам, ни Струмја ни Кичево не беа предмет на било каков технички договор. Се уште спремни сме да разговараме, во овој момент се уште Струга и Кичево не се предмет на разговори. Во првиот дел што го спомнав изјавата на Таче, вели дека договорот беше јасен и прецизен за сите општини каде што мнозинство се албанците, а македонската опозиција ќе гласа за нашите кандидати. Така е, реков за Струга и Кичево не сме разговарали. Повелете? Вечер имаме извршен одбор и со страна со градската организација и вечер ќе биде избран кандидат за Скопје.